Имам ексклузивна вест за MVP гласањето и драги гледачи, го имаме победникот. Добро, ајде. Ја мислам може да почињаме и побрзо, пошто имаме breaking news, ајде. Па вака, јас сум денес по-официјално, затоа што се вратив од ESPN од канцелариите. Те пратив на терен. Да, теренска работа. Денеска имам ексклузивна вест, успеав да им ги извлечам информациите, протекоа Лик за MVP гласањето и драги гледачи, го имаме победникот, а за тоа ќе ви каже повеќе Стефче. Да, ќе ве оставиме малце повеќе да почекате пред да ви го откриеме победникот. Туку така е ова, се одма ќе идеме. Али добро, да објасниме зашо победникот ќе биде на крај објавен на епизодата. После 2 блока реклами прво да наплатиме овдека и па после. Добро, што е фората? Фората е што секоја година има репортер, аналитичар на ESPN, Тим Бонтемс, и прави како анкети, ги анкетира гласачите. Значи, тие што одлучуваат. Оние аналитичари кои што одлучуваат, кои што имаат глас за MVP трката. Не случајни минувачи. Да. И тоа е така, неформално, анонимно, не е дека сега, ајде ќе откријат ја за кој сум гласал, не ќе да кажам, се е анонимно, се е неформално. И во текот на сезоната го прави во декември, го прави за All Star Break и го прави сега на крај на сезона. И се гледа отприлика како се што се. Ја добиваш вистинската слика. Ете така, ние сега ставивме во видео за хитчек, дека во декември Ембит уствари многу јако ја водеше. Christmas. Да, за Christmas Day отприлика, многу јако ја водеше трката. Ако не се повредеше, мислам дека он сигурно ќе газеше све до повредата, беше убедливо прв. Да, ако останеше буквално ќе беше back to back. Да. Арно, ама онот како се повреди, знаеме дека е отприлика two-man race, ние сакаме и Лука да го ставиме, меѓутоа е Јокич vs. Направивме кейс предпрошлата сезона за Лука, го протнавме таму, го изгуравме до второ место. Сите направивме кейс. Со протекции, со наши она и го пикнаа на второ место. Да. И мислам дека може од тука да ја вметнеш табелата, да се види и да откриеме дека, еве, според гласачите, моментално Никола Јокич, ако се заврши денеска, он би бил MVP. Бидејќи имаме уште недела и пол до така. крај на регуларната сезона, можеме и да кажеме дека гласовите нели има голема разлика меѓу него и SGA, така да можеме да го прогласиме. За трети пат MVP. Да, и што е куриозитет вака, влегува на една доста лимитирана листа, е 9-ти играч, вклучувајќи го Џулиус Ирвинг, видовме дека би бил 10-ти, али Џулиус има таму од АБА лигата некои MVP награди, значи вклучувајќи го и него, Јокич станува 10-тиот играч во NBA лигата, во NBA историјата, со по минимум 3 MVP титули, MVP признанија. Тачно. И сега еве ја и листата ќе ви ја ставиме тука да ги видите останатите играчи. Да, листата ја гледаме тука и сакав да ви кажам, пример да ви посочам дека Јокич има 85 први места. Значи 85 од 100 гласачи кои се анкетирани, што патем ако не се сите се најголемиот број од Како беше Стеф Кари Юнанамас, беше само он да. до сега. 100 од 100 има први места. Да. Јокич има 85 од 100 и за мене ова е некако, брат, многу. Ние, нели, ја и ти правевме кейс пред некоја епизода за Шеј. Да. И сасвим заслужено би било. Да, од 185 стварно е многу. И мислам дека треба да им се даде и на SGA и на Лука малце повеќе гласови, малце повеќе признанија, ама па веројатно кога ќе превладува тоа мислење дека еве Јокич е сега MVP, знаеш како, веројатно еден со друг сигурно разговараат тие аналитичари што одлучуваат. И добро, според одреден наратив, нели, тоа е муабетот. И сега беше прв бит и сигурни сме дека ќе му даде на него наградата, после него се виде кој ја превзема лидерската позиција уште од стартот. Мислам, он му дишеше врат на Ембит и не се повредеше, али после тоа дали доколку Дончич беше меѓу првите позиции, ја мислам дека ќе беше стварно тесно. Сега. Сега SGA можда за некои наредни години
Знаеш што е останува работата? посериозно да се вмеша. Јас пример на подкастов, патен подкастот е на Брайан Виндхорст, Хуб колектив се вика, скоро секој ден имаат и е одличен начин да се остане вака во тек со лигата. Убави информации се кажуваат скоро секој ден, пак ќе кажам. Подкастот им би аналитичари и експерти, а не од играчи, како што има секој втори играч се. Да. Добро, јас си поштувам и од играчи, нема везе. Ама се малце ми кидна. Јокич, тоа што му голема предност му дава пред другиве, се тие advanced статистики. Значи не е оние сирови бројки волку скока, онолку скока, него ли например on-off, кога е он на теренот и кога е надвор од теренот, има како е многу голема разлика. Многу, он ги води, значи цела лига ја води и тоа многу. Во Мислам дека во Вемби е point difference. тука, ама нели Вемби е апла доле со екипата, така да Вемби он многу малку минути игра. баш ке игра малце минути, али од овие конкурентниве што се тука, Јокич и како далеку е пред сите. Се ќе пробаме, ќе ги најдеме онов статистиките, ќе пробаме да ги ставиме, чисто да видите Како се движи. да, како се движи. Тоа директно кажува колку е битен играчот додека е на терен и колку не може екипата без него додека е оф. Кажавме о видео, тебе не те зачуди ова за Лука и за Јанис? Што? Па некој што не ги имаат ставено? Да, па како не, да не ги стаиш во во први 5 ги немаат Први ставено. 5? Да, значи Лука и Јанис да не ги стаиш во први 5, онака кој друг би ги ставил, немам појма. Ако го ставиш Јокич, SGA и кои се други тројца треба да кажеш, ќе оставиме Тейтум и тука сега завршува листата. Ја ги гледам, еве, вака како надоле има на листата. Брансон, Едвардс, Кавај, не знам, Доманта, тоа е Сабонис, значи криминал сега е да тоа. ги ставиш сите нив, да не го ставиш Јанис, Лука или например. Јанис, да. Абсурдно е, малце. Али добро, еве, пак ќе кажеме, ова не е конечно. Не е добро. Конечно, нели на 7 утакмици до крај, отприлика е вака, што им, како им се гледа на нив. Али нема никаква причина тука они да лажат или нешто у последен момент да менјаат. И не само што нема причина да лажат, него ли овие анкети што ги прави Bontemps години наназад се прав показател, вистински показател ги потврдувале и после тоа со Точно. конечните резултати. И ако беше тесна трката, да речеме, првиот и вториот, нели, не можеш да се ослониш на ова, затоа што пак 7 утакмици може и нешто 7-8 да, па ако е тесно, да имаш ама две не е пески тесно, да имаш. 85 од 100, да, 85 од 100, абе и 3 пески да има Лука, Не, тоа сакам да кажам, ако беше тесно, да, ама тука не е тесно и да беше нешто 60 со 40, можда гласањето, можда нешто ќе можеше да се смени, ама 85 од 100, ја мислам дека тоа е финалното. Тачно и ете, ја стално кажам, не се замарам многу со награди, ама мило ми е. За сезонава на Јокич, нели кажа за сировите бројки. Чисто е дека споредба и тоа ќе оставиме. Оваа сезона може да се каже дека е најака од до сега трите што ги има освоено. Има највеќе асистенции на претходните две MVP, има 7,9 и 8 асистенции, у оваа има 9. Со скоковите е тука негде, како и прошлиот MVP. Поените исто му се тука, ефикасноста му е исто на ниво си ја држи, али асистенции има оваа година највеќе, например. Кој ќе ги видиш стварно најака, да речам, па може да се каже дека малку му е падната, да речам, филд гол ефикасноста, меѓутоа мене тоа ми се свиѓа. Зашто? Јас сакам, Јокич знаеме дека е високо ефикасен, ама ефикасен, ефишент играч, брат. И сега кога он има лани, да речем, имал 63%, не сум сигурен дали ми требаш да имаш 63% на 13, на 14 Лани Лудиот имал 9,8 асистенции и 63% од поле. Да, многу луд. И му ја дадоа на Многу луд, и му ја дадоа на Ембит. Доминираше и он, кога се кршеше на крај, кога се направи целата збрка, Јокич па тогаш некако му се згади од целата ситуација, не ни играше, они попуштија, Денвер на крај попуштија. Да, сигурно сега за третава ќе се прерадува. Да. Кога ќе му врачат. Ќе им дае вака. Добро, ваши. Фала. Не сте требали. Али на тема efficiency, пример, ја би сакал окей ми е он да биде 58% да ги зголеми шутевите. Знаеш, нека биде поагресивен, Да, боле он да шутира него Майкл Портер Џуниор. Знаеме дека е он, да. Знаеме или Реджи Джексон. Дека е дистрибутер, дека ќе ги најди играчите. Да. Ама ете, биди и ти пуни ги со кошеви, така да. Кажа Лебронскиот во новиот подкаст со JJ дека Јокич вика impossible да се брани.
поготоа кога Да. ќе ја добие на топката на слободно негде, у висина на слободно, буквално вика може да го направи секој пас што е возможен на теренот, вика, и ти не можеш ништо, вика, со тоа. И тој флипнат пик н рол што го играат со Марей, како он кога е бол Малиот хендлер. да поставува Да, блок. малиот поставува блок и тоа вика не е одбранливо, вика. Точно. Го имаат усовршено. Иначе да, ако некој од драгите гледачи што сака малце подлабоко да влезе во кошарката и во тие акции, Да, и како баш со акции, размислуваат со објаснување играчите, детално. подкастот што сега го прават Леброн и JJ Редик, побарајте го, стварно се е супер, објаснето е за акциите што ги зборат со дефиниции, се објаснети, многу убав подкаст. Уместо да трошите време нас да не слушате, можете барем некој што имаат нешто постигнато во животот да слушнете. Ама ви благодариме за довербата во секој случај. Да. Добро. Тоа беше од нас. Се гледаме во некоја наредна епизода. Знаеш бе, ти текнува, ти го имам покажувано на YouTube. Порано кај нас на плоштад имаше Утепали еден, се батва? имаше еден майк шоу. Майк шоу само со микрофонот, вака кој им иде на луѓе на плоштад најчесто и ги прашува нешто, најразлични прашања за математика и имаше меѓу најсмешните е збор на англиски и I spell Шедуле? шедул. Ти текнува на шедул. Шедуле. Шедул. Шедуле. Шедуле. Сега зашто го кажувам ова? Затоа што пример за следниот играч кој постигна 50 поени прошла вечер, Малакај Флинт. Малакај се Флин. пишува Флин, Малакај се пишува Малачи. Ако им го даеш вака на плоштад на поминувачите случајни, На јас сите сум поминувачи 100% ќе кажат сигурен дека малачи. ќе кажат Малачи, да. Малакај. Впрочем, и ја викам, кој е ове Малакај, Малачи, значи, Да. синоќа 50 поена. Влегува у тие рандом друштва. Влегува во многу еминентно друштво на рандом играчи што дале ПСК. Ги Каков имавме некој играч? запишано, сега ќе ги спомнеме некој од нив. Мене ми беше интересен, ги гледав хајлајтсите малце. Многу добри движења. Брат, после вториот кош некако ко да осеќа дека Да, го има и подскокнува, оно има pep in his step што се вика. Да, и хитчекови и све. И све фрла и многу беше јако на крај. Они губат таму 10 на разлика, дава вој ПСК и се Клупата радува палат, Кейт Канихем се Кейт пали. Канихем рипа, да. На 30 секунди губат они 7 разлика, отиде Да. на такмицата и се радува за. Добро другарчето му Мали постигнало победи се 50. тоа што ете во сезоната ќе Се надева дека ќе пренесат овој моментум во наредната сезона. Ако знае кај ќе биде Малакај Флин наредна сезона. CDV-та. Али секоја почит значи до него и сега поред него таму има и други еминентни играчи вака од типот на Бабл Майкл Джордан, TJ Ворен, TJ Ворен во баблот, да. ПСК у баблот и после баблот човече јас си викам следна сезона овој ке гази е, викам колку јак играч од нигде никаде Да. никна. Он си еба мамата. Тоа ти после. кажува брат колку е високо Квалитетот. нивото на квалитет во Тоа ја NBA. го мислев, да. Значи има и што не ги знаеме играчи, Да, најлабо ќе дадат ПСК, тука Кори Бруер е во листава. да. Не знам, Теренс Рос е во лист. Ај Теренс Рос така хитчек играч, знае Мо Вилијамс. да распали. Да, Мо Вилијамс. Не Што знам. важи као окей, солиден плей, го знаеме кој играше со Леброн, играше у Бакс, ама така Да. плейче што шутира тројки, ама ништо посебно, као 15 поена аверидж, му било можда врхунат у кариерата. ПСК. На мене Тоа го потврдува, ајде? на мене омилениот ми е Андре Милер. Да. Значи да, човекот оди, не Да, трчаше, да, него оди. Ја не знам како поминуваше играчи, како фрлаше шутеви. Old man game. Баш, Old man game. баш старски. Тоа го потврдува моето мислење дека во NBA као што викаше толку висок талентот, нивото на талент што ја мислам дека буквално секој играч во дадена вечер, ако му фати рачето и ако ја има слободата да ги добие сите тие допири со топка, дека буквално може секој да експлодира и да дае 50 поени. Можда не можат центриве на пример, освен Руди Гобер. Сите други освен центри се зезам. Али и овие што се со топка, кец, двојка, тројка, што може да имаат секој напад топката у нивни раце, веројатно 99% од играчите можат ова да го постигнат.
Гледаме помалакај Флин. Тачно. Патем те поддржа, многу се согласија со тебе. За Руди Гобер, да. А иначе, вчера на подкастот тоа зборат, вика скоро сигурно е дека он ќе биде дефенсив играч. Добро, да, ставме ни во сезон. таа епизода оној процент што го имаат играчи Да. против него што напаѓаат, всушност со колкав процент шутираат играчите кои Руди Гобер ги брани, ги чува во тој напад и Руди Гобер ја води лигата во тој процент. Ентони Девис, ја што го споредов, е некој 6% помалце, има помала успешност у тоа поле, али пример драите гледачи убави коментари дадоа во смисол за способноста на Девис да брани од 1 до 5, не само од центарска позиција. Например, Руди Гобер го нема таа моќ да излезе на тројка и да брка Да. плеови и бекови, а Ентони Девис во многу наврати способен да излезе и комотен е да чува и многу побрз и понизок играч од него и дури гледаме како ја додаваат топката Знаеш на на тројка. овој само на брзина што му оди во прилог на Гобер. Добро, он го затвара рекето. Ти Не, добро, контестите, тоа на секој страна, кој ќе да. влезе на- Него уште во времето на Јута, он е значи водечки дефанзивен играч на водечката одбранбена екипа во лигата. И сега ако ја земеш таа екипа на Јута, Донован Мичел, Бојан Богдановиќ, сваќаш, немаш некој Кларксон, дефанзивци Марксон, на- Конли, вајда окей. И сега ти со таква екипа да бидеш на врв е многу јака работа. Доаѓа во Минесота, Овде Минесота имаш- рандом екипа овде имаш беше, добри- сега доаѓа први. Факт е дека енте убав страшен дефанзивец. дефанзивец на И периметар, Макдениелс. Макдениелс убав на периметар. Они му помагаат на него многу. Да, али ете, вајда тоа му оди во прилог, од една екипа во друга ќе отиде и таму биле први и таму и тука се А први. нели екипи. имаше, ти сигурно памтиш серии во Јута дрес додека е, во плейоф, кога го проаѓаше поголемиот дел од утакмиците на клупа кога играа small ball против нив. Имаше со Клиперс, мислам дека отидоа small ball. Све нешто ми текнува, small ball играат Клиперс и буквално Гобер седеше на клупа добар дел од утакмиците и на крај дури не играше. Па добро, дали баш дека ги преседе, не сум сигурен, ама знам дека ете така има проблем со тоа на ситуации. Да. Што искрено ако си Клиперс и да не отидаа small ball, они у секој случај требаше таа екипа да ја тепаат. Мислам, Кој требаше да тепа? Па Клиперс треба да ги поминат Јута секако, поталентирани се. Кавај се повреди како беше во втората утакмица или третата, мислам дека. Може па и гейм 4 да беше, не ми текна. 4 ќе да беше. Да, битно се повреди, али таа екипа секако Да, они поквалитетна беше. да. Добро, можеме да идеме на трета тема или имаме туку уште нешто за рандом пејески? Па и прочита ги прочитавме сите. Теренс Рос, Кори Бруер, Ворен, Вилиамс, Лу треба да го кажеме. Лу Вилиамс, па добро, он е скорер. Епа тие Маде и 50 е доста високо. А еве тоа да дополниме со куриозитет еден интересен, кај што вика Малакај Флин моментално има повисок кариер хај од Пол Джордж со 48 поени, Кауај Ленард со 45, SGA со 44, Деарон Фокс 44 и Крис Пол со 43. Тоа ти се плејада на играчи што ете се уште немаат ПСК, како интересен факт. Стварно знаеш дека е интересен факт. Па интересен, онака играат по 15 години, доминираат звезди се у лигата, А ПЕ немаат како што ПС. знае да му фати, јас стварно не знам, 44 рече. Сега за него, имаше така? 48. А, Сега имаше пред некој утакмица он над 40. мгм. Онака у полувреме имаше 30, мислам дека некој 8 тројки у полувреме имаше. Да. За него стварно чудно како нема ПС. А рандом еве Донован Мичел има 70. Да. Интересна работа. Ембит има 70. Добро, Ембит можеш да видиш како, ама знаеш, измеѓу Мичел и ПГ Букер да ги 70 у споредиш. која у софмор сезона. Ако не беше софмор, да, тука не. Не беше руки, знам, Да, изгледа да. беше софмор. Да. И они у пораз се радуваат, уште се сликаат и се. Они фаулира за да остане време за да може овој да Ја да скрши. сум тренер, така го вадам, нека брка работа. Мене, знаеш што ми рече Џук, поздрав ако гледа, до мојот тренер од МЗТ која тренирав на 14 години, и ја пратам записникот таму, нешто трета четвртина, водиме 30 разлика,
до 14 години и ја имав 20 поени имав. И му викам, Джук, абе, стај ме да дам поише 30 да дам. Седи бе, вика таму, не ти ја залебаме на клуба, ти ќе влагаш. Сега играв прва петорка таму со Горјан, може ќе се сети. Може да ќе ме побие, али седи бе, вика, кај ќе влагаш ти таму и си игра тие што не играле, така да и ова е исто куриозитет и јас сакам да спомнам Бране ако ме гледа, поздрав. Исто памтам една утакмица, случајно ја дав 2 поена, му викам Бране, дај бе да ставам. Дај си сега малце 9 кажи да ти. Тоа беше кариер хај, добро, ама играв таму. Таму ме пушти цела утакмица, влезени бев му вторку. И таму играв кариер хај 9 поена. А да, 7 асистенции, 2 кога сум украдени. имал по 2 по 3 поенчиња, да давам уште на седи бе, гледаш, губиме тука. Не, добро, секој со своите заслуги, минутажата беше таа што беше и еве, затоа сега подкасти правиме, не играме уште на терен. Се уште од клупа драги Од гледачи. клупа сме се уште, да. Добро, може да идеме дале, ова е многу лудо, брат. И сега ги немаме up to date баш бројките и секако друго избациме видеово малце Ќе касниме некој ден. ќе се разместат бројките, ама чисто за драгите гледачи да имаат представа колку е луда оваа сезона. Колку е неверојатна оваа сезона, особено на западот. Да. Прати сега, Кингс лани, Сакраменто, има процент победи ВС порази, 58,5%. И беа трети. Завршија трети на западот. Во моментов кога е твитов избацено, вие статистики, ова е од вчера, 58,7, значи за малце појак процент, а се седми. Од трети на седми. Од трети на седми. Со истиот скор, замисли. Феникс 54,9 лани, четврто место на запад, сега се 58,7, значително подобри, а се 8, 4 места подоле. Леј. Пак ќе кажам, ова е разместено, ама Подобри, а 4 места подоле Да. оваа година. Лейкерс, твоите Лейкерс 52,4 лани, седми, сега значително подобри, 56,6 и Ова е подоле, девети. Најдобра сезона од кога памтам, вака дури заборев кога имале болја сезона. Да. Од И бабалот, од шампионската, ова е најболја сезона. тука Регуларно. се и пак ќе те пуштам после да дополниш за Лейкерс, тука се и Warriors 53,7 лани, шести, сега се 54,7 и се Десети. десети. Ете, толку е. Да. Значи може да збориме ние за секоја екипа, абе ова направи ослабна, па не се сериозни, па ова она. Уствари гледаш дека западот многу ојача, Да, еве многу е Лейкерс потешко да Лейкерс е 8-10, 8-2 во задни 10, а не може да мрднат од 9-то место. Да. И од февруари навака имаат скор 28, што е трет најдобар скор во лигата, во цела лига. уште се во И плей. они биле на 9-то место кога почнал тој ран, се уште се 9-то место и со тој ран Каква луда трка, човече. ненормална работа. Пеликан си падна во плейнот, Пеликанс падна. како што збориме. Еве, пак менјам, јас сум хај на нив, па се разочарувам, па повторно се заљубувам од Владо Јаневски, знаеш, таа е причата со нив. Во ситуација кога требаше да Инграм нагаснат, не им игра. факат е дека не игра. Инграм не им Инграм. Да. И ама не, има утакмици што требаше ги победат и мене ме разочара тоа што Орландо ги тепа, мада не се лоши Орландо, али? не, мене ме разочарува тоа што чекаат да отидат двете утакмици, отидоа по некој си 20 разлика Да, негатива кажуваш. и посем тоа прават некој камбек и не им останува време посем да се вратат. Касно палат. Да. И што знам, дури мислам дека двете беа на домашен терен, не сум сигурен, ама мислам дека двете беа на Ја домашен. мислам така. И ете ти сега си направија, да не речам од готово вересија. Феникс од тешкиот распоред што ги зборевме минатата епизода, си добија две утакмици, Мора да ги пофалиме. да, за пофалба. И- Букер имаше ПСК на едната и втората си ја добија синоќа против Кливленд. Па двете беа убедливи, брат, и со Да, Кливленд убедливи, да, по со 20 Пеликанс разлика. се ова, тоа По што го 20 збориме. разлика. Они отидоа 20 кусур, Да. Пеликанс почнаа да се враќаат, ама не, убедливи беа. И еве ти сега, на пример, тоа што го кажа ми во хитчек видеото. Луда трка, ќе му се падна сега на некој јак, на некоја јака екипа што газеле цела сезона, очекува некој послаб Тоа тим, го кажавме, да. прво коло.
На Минесота, сега се речимо. шести би играле со Тандер. Кој ќе Да. иде дале? Не можеш да кажеш. Хаос. Хаос. Тешко, бога ми на Тандер им се пише. Старите конкуренти Клиперс и Далас уште еднаш би се сретнале ако се остане многу исто. јака серија ќе биде. Ако остане Мислам дека секоја серија ќе биде јака, ама особено таа 4 и 5 ако останат. Да. Далас и Клиперс, Дончич колку ги сака Клиперс да се ги тамани. Да. Мада добро, губи Губи 2-0 е. двата пати. Да. Ама сега имаат сериозна екипа и Да. сериозна шанса. Да. Не е сам. И што би рекле тука 44-37, 44-33. Дали Лейкерс имаат шанса? Па Пеликанс ако паднат уште нека утакмица вака лошава Не, со серија ако Сакраменто. заредат, па знам ама и од Пеликанс е 1,5 утакмица или 2. 1,5. Да. Така да Пеликанс ако ја продужат лошава серија, може Лейкерс да искокне погоре нешто. Денвер се сега први, така? Не, они го имаат изгубено тај брейкот брат со Минесота. Така? Минесота се први. Можно е во меѓусебни да се нерешено, ама посем дали се гледа конференцијски рекорд, а 6 победи, 5 победи им бегаат во конференцијски дуели Минесота, така да мислам дека тоа е тоа што се однесува до тие две екипи, они го имаат тај брейкерот и ќе го имаат Да, до крај. За Денвер мислам дека они се сигурни кој да им се падне у прво коло, ама за Минесота и за Оклахома да им се падне некој како Феникс или како Лейкерс или како Сакраменто, и со Сакраменто не знам што да кажам брат у плейоф серија онак. Оклахома, Сакраменто. Ај кажи Значи, дека си сигурен у Оклахома, не можеш да Саш да ми кажеш дека Оклахома сега е како Сакраменто лани? Као демек Да. супер регуларна Да. сезона, ама Да. со тоа Падна у што прва рунда, апсайдот, односно плафонот на Оклахома е многу поголем. Поголем. Оваа сезона што и да се Поголем. деси, апсолутно нема никакви заклучоци да се носат. Никој нема ништо да им замери. Тачно, тачно. И ова, ако ништо друго, ќе биде и многу јако искуство за нив, еве, Да. ќе се фрлат у жижата, што и да направат, ќе биде искуство за нив. Ако имаме уште некоја тема. Еве на истокот, ја ќе те прашам сега како се осеќаш за твоите Никси до конференциско финале со веста дека Джулиус Рендал е надвор за сезоната. Ќе прави операција и На Воч рамото. објави дека season ending. Абе, глеј, не е дека полева, да, како пакет, ако која би се вратиле Ануноби, Сите други, да. Ануноби и он, ќе беа јаки. Меѓутоа за мене, клучот за Нью Йорк колку може да отиде да зграби во овој плейоф е Ануноби. И он не е уште вратен, да. Он не е вратен уште. Изигра 1-2 и пак Имаше една слика, мене тоа ме загрижи. Вираше победа. Имаше слика од него, излезе на Твитер, пошто напиша во стил посем таа утакмицата што ја изигра добро кога се врати, Да. повторно на лактот. имал како се вика оток. Аха. И добро викам оток се спушта, ама на Твитер излезе слика брат, оток има тениско топче има на лактот. Амамбе. И што е мене тоа, тоа ме плаши уствари. Така да не сум сигурен дека он би се Да, вратил. барем да би се вратил Ануноби, па да имаат нешто надеж, ама. Джош Харт даде изјава, вика ние екипата сме спремни, вака ние тераме. Спремни сме да не Добро. се врати, мислам не сме спремни ако не се вратат, него Спремни сме да не се очекуваме вратат. да не се Аха, вратат. аха. У тој стил Добро, го да, кажа. Тоа го кажуваат сите, next man up. Тоа име е узречица. Добро, тоа мизерната узречица. Узречица. Ама име ваква тоа. во оваа ситуација, Добро, Мишел Робинсон се врати. Да. ако не се врати Ануноби, ја не ја исклучувам можноста од Орландо да изгубат прво коло. И нема да биде нешто незаслужено или тегнат. големо Да, ќе се тегнат. изненадување. Орландо е далеку колку тврда серија ќе биде таа. Ќе се човече. тегнат. Таа ќе Леле. биде со 80-79. Не сум сигурен колку кошак има таа. Од 2 до 3 гола се игра таа.
Да. Уште еден играч, драите гледачи, што го дополнија во таа листата за underrated играчи од Орландо, Джейлен Сакс. Зарем, имаше коментари за Джелен Сакс? Да, замисли. Браво, драги гледачи. Ретко кој ги гледа Орландо, а ретко кој го заприметува Джелен Сакс и браво за драгиот гледач. Да, таму Што ни го генерално посочи ако Джелен нешто Сакс. ако пркне некој, сите го спомнуваат банкеро, Да, а нема врска, таа екипа е комплетна, комплетна екипа. да, и дефанзивно ориентирана и овој сега склопи некој период Джонатан Ајзак Тој е страшен на дефанзивец. терен, склопи подолг период, цело време со повреди се мачи и со такви глупости, меѓутоа ете, сега и он игра и се, ти викам, ништо чудно ако да ги Браката избацат. Вагнер, Шампионите светски. да, Вагнер. со Джермани. Да. Еве ти, Мајами ким падне на Кливленд сега. Скокна на 6-то место Скокна на Мајами. 6. Да. Милвоки ти кажи ми што прават. Излезе Што да прават? на секаде. Едриан Грифин го испуштија со 30-13, Док Риверс има 13-15. Губат сега последователни Страшна слика, утакмици од Вашингтон и од И од Мемфис. Мемфис. Мемфис имале 34 играчи оваа сезона што заиграле за нив. Знаеш што? Дека Мемфис станала најповредената екипа во NBA историјата според статистика. Оваа сезона 34 играчи заиграле различни за екипата, човече. 34, тоа се 3 екипи. 3 екипи се тоа. Да, бе, стварно. Ненормална работа. Ростар. Како може толку играчи да се сменат? Свака час и Милвоки губат од нив. Не Тренериште. играше Лилард, Тренериште, Док Риверс. не играше синојка Лилард, ама не сум сигурен дека Е, е сега некој ја- изговор. Првично си викам, абе да не тенкаат овие намерно за трето место да бидат, да ги избегнат Мајами, знаеш, 7. Ама Мајами сега скокнеа на 6-то место. И сега ако се трети Милвоки, ќе се паднат со Мајами. Не, мислам Онака, дека искрено не можеш да тактизираш тука, брат. не можеш да тактизираш нигде, ни у исток, ни у И запад. све мислам дека што и да пробуваш да правиш ки ти судру од Да, глава, Да. победувај што можеш да победуваш и тоа Да. е тоа. Знаеме низ минатото како завршувале тие причи. Кога Да. се тактизира и после Да. ќе го изедеш у прва рунда од Искрено Believe да знаеш Warriors. дека има и многу ситуации каде што се промакнуваат педерски екипи, треба да земам да зачитам да барам, ама знам дека има. Избегнуваат Да. Генерално тие екипи се несериозни што сакаат да поминат само прво коло. Да. Им е доволно. Као ајде да не испаднеме во прво коло. Ќе дае газдата бонуси. Да. За второ коло бонуси следува. Да. Така да, што знам, нема тактизирање ни во исток, ни во запад тука. До крај ќе се игра. Еве го Ембит. Мислиме ли дека може да ги извлече сам? Па не е сам, имаат добра екипа. Ја мислам дека Добро, да. еве сега Бакс какви се дезориентирани, брат. Ја ти кажав дека Филаделфија со Милвоки дека тешка серија ќе биде таа. Можам да ја видам у 7 утакмици буквално. Бакс ги зборевме дека се ја ти зборев дека поише верувам у нив него у Бостон до пред некоја епизода, а сега они гледи што прават, губат од Вашингтон и од Мемфис, брат. Значи буквално ништо не можеш да каеш онака. Што и да каеш за 3 епизоди ќе ти се Ајде, биди паметен сега ти. Да искачаме на подкаст и да кјутиме. Ја кажувам за Пеликанс гјутепав, Да. кажаш за Милвоки гјутепа, не знам што да кажеме. Ќути малака е Флин да не го подречеме. Да, нека трпа, ајде. Добро, Иначе, дур сме кај Филаделфија, излезе на нет една многу интересна прича за како Тајрис Мекси станал играч на Филаделфија. Каже, тука е вмешан во прва реченица, ќе ја видиме, вика легендата на OKC Мајк Мускала. Да. И сега си кажеш како може, каде води муабетов, како може Мајк Мускала да доведе до Тајрис Мекси? Е па вика, у Бабелот, Никле прави симултан превод од англиски, не замеравајте се. Ова е скапа професија, во Бабелот, Оклахома влага во плейоф со, вика, со инспириран Крис Пол и неоткриен се уште Шеј Гилджес Александар. Нели се сеќаваме на таа екипица, интересна. Влагаат у плейоф Оклахома, ама пред плейофот се играат во Бабелот 8
8 утакмици за да се доигра Да као се- сезоната регуларната. Да, да. И вика таа година Оклахома као им дужала еден протектиран пик на Филаделфија и вика во последната утакмица од регуларната сезона, ако Оклахома ја изгуби утакмицата, го задржува пикот. А ако ја победи утакмицата, пикот иде за Филаделфија. Небитна утакмица ни на нив ни на Мајами не им менја за распоредот, за стендингсот. Оклахома губи од Мајами 3 разлика на 34 секунди до крај. Майк Мускала дава корнер тројка и ја изедначува утакмицата. У нареден напад Майк Мускала дава уште една тројка и Оклахома ја победува утакмицата и после ова пикот иде за Фили. за Филаделфија. И пикот излегува дека е И пикот Тајрис излегува Мекси за наредна Филаделфија. година дека е Тајрис Мекси, човече. Како може судбината тука да заплетка Да. прсти? Добро, вакви има многу приказни кај што обично за трейдови за играчи, за Да. звезда што е далеку посем прајмот, екипа сака да така да се Па задржи уште како на беше врв. Тейтум пример, мислам дека е пик на Нец На од Бруклин трейдот кога со сака- Гарнет и со Пирс. Да. Да. Таму еден куп ги чистат сите пикови они и посем иднината за едно пола декада и Да, више си ја да, зацементира. И тоа зборевме, дали го кажав тоа тука на подкаст, они и сега немаат пикови во наредните неколку години. Све се исчистени. Буквално зацементирана Многу лош менеджмент, таа екипа не знам што прави, а се смени газата. фронт Да. офисот. Не, И ама собственикот. и Нели GM-ови до и Русинов све. после дојде тој кинезот или Кинезот. Па добро, тој блок е цело време, можда до блокот е до руско-кинески Да. стил. Ама точно има многу приказни вакви. ете една од нив. Да идеме на игрица. Ајде, може. Најдов еден доста специфичен играч, Ќе биде Джеред интересно. Джек, драги гледачи, Да. од едни времења на ГСВ која Стефче многу саше ги гледа. Up and coming беа, уште не беа Да, со дојдени на Манте сцената. Елис. Кажи ми колку Джеред има. Джек, сега ги кажам колку екипи Прво има. сигурните ќе идеме, па 7-8. добро. 8 екипи. Ај вака на западот да видиме што имаме прво. Ајде. Го имаме сигурно ГСВ и на запад однака не сум сигурен дали знам друга екипа. Ќе ти помогнам Идеме, уште чекај, една, чекај, уште чекај, една чекај, екипа добро, имаш. добро. Не, извини, уште 2 екипи имаш на запад. Добро. Стој, ајде. Од кој е драфтан? Сега ќе ти кажам. 2005-6 у драфтот со Барњани ти е тоа. Ај вака, ќе листам екипи, ќе биде ова рафално. Абе, треба да знаеш кај е драфтан? Бруклин има, Точно, Торонто има, точно, Њу Йорк има, тачно. 4 за сега така. Да, Индијана, да, 5, уште 3. Уште една на исток и 2 на запад. брат Феникс. Кој имам у Феникс? Не? Еј. Портланд бе, што зборам? Портланд е драфтан, да. Портланд. Првите 3 сезони ги игра у Портланд. И сега апла ми од тепка, искрено ќе ти кажам, ај само на истокот На уште исток еднаш. не ја знаеш уште едната Уште екипа? една еве ќе проверам уште еднаш. Ако не, Вашингтон не знам. 13-14 игра во Кливленд со Јан Кајри. Не ми е во глава. Не ми е во глава и последната кажи ми ја, не ми е во глава. Хорнец. Нью Орлеанс Хорнец, Нью Орлеанс Пеликанс што се сега, иначе Да. 2010 и 2011 2 сезони Нью Орлеанс Хорнец. Ја мислев ова дека ги текне. Ја не знам што ми е проблемот. Со CP3 игра овдека. Со Њу Орлеанс не знам што ми е проблемот. Ти кажав и прошлата епизода. Имам некој Да. гап. Ја го не знам памтам зашто. со CP3 дека му е бекап плей на CP. Аха, да. У тие години. Да. 6 од 8. Ова мислам дека ми Али е да, за најслабо. Джеред Джек најслабо на тебе, ама за Джеред Джек ја не знам друг човек што би можел да каже поише. У Македонија. Не знам баш. Еве, јавете се ако сте знаеле поише од 6. Да направиме ли турнир у ова? Игричка. Да се собереме на Да се Кеј собереме. со телефончињата и турнир да правиме. Абе на каков кеј А1 или T-Mobile ќе спонзорира цела сала ќе имаме Гейминг турнир. гейминг турнир ќе Name биде. the who he played for. Ајде бе, Берон Дейвис. Ајде, може, Берон Дейвис идеме. Има 6 екипи. Така, тоа ти е Шарлот Хорнец, Да, тоа ти е Голден Стейт, да, Клиперс, да,
Сега и у New Orleans Hornets. Браво. Има Ова играно. ќе ти помага фјама, браво за ова. Многу јако. Ајде да видам стендинг за другиве Сега две. уште две на На крај на кариера? крај на кариера. Од кои еднава ти ја признавам дека малце на исток баре, ајде. Тешки се. Чекај бе, ќе кажам нешто. Овие две се стварно. Нью Йорк ќе кажам. Да. Да. И уште една. На крај на кариера ќе кажа. Мој конечен одговор Кливленд. Да. Да? Да. Ај, Пет- лупање од овако. 15 утакмици. 15 утакмици. Да. Со у некоја екипа со Леброн. Или не? 2010-11. И Барон Давис го погоди феј. Да, одлично излагање беше ова. Да. Драите Добро, гледачи полесен играч од Джеред Джек секако. може да ни помагаат вака да предлагаат некои играчи со по барем 5 Да, барем Екипи? 5 екипи. Некој од таа ера. од таа ера 2000-тите. 2000-та, 2 и нешто. Да, пошто се мачиме веќе еве ќе скратиме едно 4 минути на Ќе ни барање скратите од маките. на играчи. Или предложете некоја слична игрица ваква. Може и да смениме некоја игрица. Да, може да смениме. Тоа е Беше. тоа за оваа епизода. Се надеваме дека уживавте и вакви ексклузивни вести нема да најдете на ниедно друго место во Македонија освен тука од клупа, затоа ставете лайк и сабскрайб. Ни Воч уште го нема твитнат ова, ние веќе го кажавме. Ставите таму лайк, сабскрайб. И пишувајте на Инстаграм. Прекрасни сте. Се гледаме во наредна епизода. Peace out. Чао, чао.